Почитувани граѓани, почитувани медиуми. ДПМН ги изневери наставниците. Тие нема да добијат зголемување на платите за 12% во месец септември. Министерката Весна Јаневска неколку пати соопшти дека владата не може да обезбеди пари за зголемување на платите на наставниците. Владата со неоправдани и нерационални образложенија избегнува да ја реализира оваа обврска кон просветните работници. Во изминатите години ДПМН ветуваше по големи плати, поттикнуваше штрајкови, иако платите на наставниците секоја година се зголемуваа. Почитувана јавност, да ве потсетам дека во април 2022 година сегашната министерка Весна Јаневска, која тогаш беше опозиционерка, велеше: потребно е власта да изнајде пари, бидејќи за наставниците станува збор. Сега истата таа Весна Јаневска, од кога седна во министерската фотелја, зборува сосема нешто друго. Таа и ДПМН ги погазија ветувањата кои ги дадоа пред наставниците и граѓаните. Тоа значи понижување и манипулирање на наставниците и сите вработени во образованието. Дека има пари, потврди луксузирањето на премиерот и министрите кои патуваат со најскапи авионски билети. Тоа е само потврда дека во прашање е избор на приоритети. За ДПМН наставниците не се приоритет. Наставниците и сите граѓани знаат дека во изминатите 7 години владата предводена од СДСМ ги зголеми платите во образованието кумулативно за над 55%. И во годините на здравствена, економска и енергетска криза имаше пари за континуирано зголемување на платите во образованието. Ако во 2016 година основната плата на наставниците во основното образование изнесувала 21.100 денари, од септември 2023 година таа изнесува 33.640 денари. Ако во 2016 година основната плата на наставниците во средното образование изнесувала 21.950 денари, од септември 2023 година таа изнесува 35.200 денари. СДСМ ги зголеми платите и во високото образование. Така, ако платата на редовните универзитетски професори во 2020 година изнесувала 36.211 денари, во 2024 година таа изнесува 81.783 денари. Сосема е неоправдано владата предводена од ДПМН да тврди дека нема можност да се покачат платите во образованието. СДСМ останува да биде партнер на наставниците во заштита на нивните права. СДСМ ќе се спротистави на политиките на оваа влада, која свесно сака да ги стави наставниците и образованието воопшто на маргините на општеството. Ви благодарам.